Меѓународен ден на трудот се одбележува на 1 мај во знак на почит кон жртвите на штрајкот што се одржа од 1 до 4 мај 1886 година во Чикаго. Традиционално на овој ден секоја година во повеќе земји ширум светот се одржуваат демонстрации во знакот на одбележувањето на Меѓународниот ден на трудот. И во Република Македонија до 2006 година тој се празнуваше 2 дена, на 1 и 2 мај, а од 2007 година се празнува само еден ден. Во Македонија главно празникот не се одбележува политички и наместо тоа се користи како ден за екскурзии во природа. Покрај прошетките во природа на овој ден луѓето заминуваат на викенд надвор од државата, ги посетуваат соседните држави. Па вака кога ќе направиме една споредба меѓу 1 мај, Великден и 8 март, можеме да кажем дека 8 март имаше најголем интерес за организирани патувања. За Великден беше добро, претежно индивидуални аранжмани се продава, значи хотелски смештај, додека за 1 мај уште е рано, се чека последната недела. Најголем интерес има за Банско и за Боровец во Бугарија, понатаму индивидуални хотелски сместување во околината на Солун, значи тука нешто на поблиску на море, и организирано има за Саранда за Албанија, каде што турата е со 2 ноќевања, 3200 денара, има со 1 ноќевање во Паралија и посета на меторите, таа е 2690 денара, и еднодневна тура се планира за 2 мај за Лутраки, каде што цената ќе биде 800 денара. Но и покрај ваквото одбележување на туристичките агенции, заинтересираноста за заминување на викенд е намалена за разлика од христијанскиот празник Великден и денот на жената 8 март. Граѓаните не доволно заинтересирани за заминување на викенд во соседните земји. На 1 мај ќе излеземе на природа со децата, со семејството. Па со другари, скара, пиво, так. Некаде со друштво на некоја ливада, може би, не знам, може за Грција кој е добро времето.